Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. И денес имаме убав сончев ден. И му благодариме на Господа за тоа. Дали забележавте дека во за време на библиската поука често пати се случува стихот во Јаков 4:7 да се сеќаваме повеќе на противете му се на ѓаволот, а да го забораваме она првото, покорете му се на Бога. Има еден проповедник кој што спровел анкета на многу верници во врска со тој стих и прво побрал од нив да го прочитаат стихот. И потоа ги прашува што треба да направиме за да ѓаволот побегне од нас. Над 90% одговориле противете му се на ѓаволот. Значи, некако, не знам зашто, по природа, најмногу на тоа се сеќаваме. Го забораваме она првото, покорете му се на Бога. Истиот проповедник заклучил дека постојат мнозина христијани кои што искрено се трудат да победат некоја своја слабост, кои што искрено сакаат да извојуваат победа и кои што искрено и се трудат со напор, му се противат на искушението, му се противат на ѓаволот, но сепак немаат успех. Која е единствената причина за така? Му се немаат покорено на Бога. Наравучението беше само ако му се покориме на Бога, ѓаволот може да се плаши од нас. Ако ние не сме покорени на Бога, тогаш може да се противиме колку сакаме, како што рече брат Борче, може само да ни се смее. Дали се сеќавате на некој библиски случај, кога ѓаволот или бесовите се смееле на нечии обид, тие да бидат истерани од некого? Се сеќавате на еден таков случај? Имаме во Новиот Завет еден случај каде што синовите на еден еврејски првосвещеник по име Скева или Скива се обиделе да истераат демони. И тоа го правеле на еден интересен начин. Случајот опишан таму во делата на апостолите. Во името на оној Бог кога го проповеда Павле. Со таа формула ги сакале да ги истераат демоните. Меѓутоа бесниот им се подсмевал, значи демоните се подсмевале, и велејки Павла го знам, свари Исуса прво, го знам, кога Павле го проповеда, а и Павла го знам, а вие кој сте? И во тој случај бесниот им се нафрлил на овие екзорцисти, неславни екзорцисти, и толку биле изнатепани, значи изеле толку голем ќотек, што веројатно подоцна не се не обиделе да истеруваат демони. Кој бил проблемот со овие истерувачи? Што би можеле да кажеме? Како диагноза. Значи, што кажал самиот бес? Христа го знам, а и Павла го знам, меѓутоа вие кој сте? Со други зборови, бесот кој си бе ти мене да ме истераш? Буквално така постапил бесот. А зашто Павле бил некој голем во бесовски очи? Па бесовите да бегаат на негова заповед? Се разбере сето тоа во името на Исуса Христа. Во што била големината на едниот, а маленкоста на другите.
Едниот бил покорен на Бога, а другите, веројатно, се уште не биле. Може дури да мислиме дека сме послушни на Бога, да бидеме убедени во себе дека сме послушни на Бога, но да постои некоја работа во која што не сме расчистиле со Бога или во која што не сме се покорили на Бога. И тоа нешто да биде оне за што ѓаволот ќе се фати и ќе не држи во своја рака како за слабост. Сепак денес, а и следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, сакам да зборувам на една тема која што малку ја најавив пред 2-3 саботи, кога во проучувањето на 5-та глава од Евангелието според Јован го споменав односот на синот наспроти слугата, па го цитирав и оној текст во Евреите, како Исус е син во својот дом, а Мојсей бил, најмногу што бил само верен слуга во Господовиот дом. А потоа брат Борче ги имаше темите за изгубените. Значи не за едниот, туку за двајцата изгубени. И бидејќи ние не се договаравме за тие теми, некако дојдов до убедување дека можеби Светиот Дух сака да продолжиме во таа иста насока. Затоа ќе зборувам на тема татко и син. Прво сакав да го насловам предавањето како отецот и синот, но не би сакал да се свати тоа како некоја доктринална дискусија за тројството, бидејќи неам намера да навлегувам во божеството како такво, туку само на татко-синовскиот однос, само на односот како таков. На самиот почеток би сакал да размислиме за едно прашање. Го знаете златниот стих? Има ли некој што не го знае на памет? Толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. До тука ќе го цитирам. Дали некоја што сте си поставиле прашање, зашто ако Бог толку го возлюбил светот, не дошол тој самиот да го спасува, туку го пратил или го дал својот единороден син? Дали вие кои што имате синови, да речам, па се разбира, може би имате и способни ќерки, за некој критичен проблем би го пратиле вашето дете да го решава, или ако е толку критичен проблемот, вие сами ќе се нафатите да го решавате? Како би постапиле според вашата психологија? Значи, за некој критичен проблем, за некој итен проблем, за некој опасен и ризичен потфат, дали ќе го испратите вашето дете да го решава, или вие самите ќе се нафатите да го решавате? Како постапува човечката психологија? Човечката психологија им вели на сите своји најмили и најблиски: останете дома, останете назад, јас ќе го решам проблемот. Но зашто Бог го праќа својот единороден син тоа да го направи? Интересно, нели? Библијата ни кажува дека се што Бог правил, не само кога се решил да го спасува светот, и тоа што го создал, тој директно не го прави тоа, туку го прави преку својот син. Како Бог го создал светот? Така што тој само заповедал, а синот бил тој што се создал. Синот бил тој што буквално го прави, го создава тоа нешто. Ако тоа нешто требало да биде живо суштество, тогаш и Духот Свети влегува во игра, за да го оживее, бидејќи само Духот оживотворува.
Меѓутоа, дали тоа е случај само со создавањето? Се сетиме на Јован 5 глава. Исус рекол, и тоа пред Синедрионот, врховниот суд на еврејскиот народ, Бог не суди никого, туку сиот суд го дал во рацете, го препуштил во рацете на синот. Дали Бог е судија? Да, например во визијата Данијел 7 глава, старецот таму представен во видението е Бог. Данијел значи Бог е мој судија. Или Бог е мој бранител, бидејќи во еврејското законодавство судијата и бранителот била иста личност. Бог е создател. Дали е Бог создател? Да. Дали е Бог спасител? Да. Дори и во Исаија вели нема друг спасител освен мене. И самиот назив Јешуа, значи Бог спасува, или Јехошуа во целост. Па сепак, во сите овие активности, создавање, спасување, судење, Бог се јавува само како оној што ја има почесната титула, а фактичкото создавање, спасување, судење го прави Синот. Тој што се нафаќа со практичното изведување на задачата, го прави Синот. Што мислите, зашто е тоа така? Во Господовиот поредок. Би сакал да ја потсетам на еден текст кој што го споменав во една проповед пред скоро 4 години во Малата сала. Таа проповед многу добро ја памтам и ќе ја памтам цел живот заради еден многу интересен случај, една интересна последица на истата. Значи некаде јануари 2009 беше, ако се сеќавате, беше присутен еден пријател албанец од Битпазар. Значи проповедта се занимаваше со божеството и човекот беше воодушевен од начинот на кој што Библијата објаснува како тоа постои еден Бог, а не 3 Бога, бидејќи христијанството заради тројството, често пати другите вероисповеди, односно религиите, исламот, јудеизмот го доживуваат како религија на 3 Бога. Албанецот беше толку воодушевен што мене ме воодушеви потоа со еден коментар на излегување од Малата сала, кога рече дека Исус умрел за наследниот грев, а за гревовите што ние ги правиме, за тоа сите ние ќе одговараме пред Бога. Не навлегувам во точноста на таа изјава, за мене сепак беше големо воодушевување еден муслиман да признае дека Исус умрел, бидејќи исламот ниту тоа го признава, дека Исус умрел. Исламот учи дека Исус кобајаги умрел, дека неговата смрт била привидна, а уште да признае дека умрел за грев, тоа за мене представува голем успех, кога еден муслиман тоа го прифатил и го признал. Инаку текстот што тогаш го цитирав, во контекст на таа проповед, се наоѓа во првото послание до Коринтијаните, 15-та глава, прво послание до Коринтијаните, 15-та глава. Ке почнеме да читаме од 22 стих. Апостол Павле вели: и како што по Адама сите умираат, така и во Христос сите ќе бидат оживеани. Но секој по свој ред. Христос е првиот плод, или првенецот, првината, а потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови.
А потоа ќе дојде крајот, или ќе биде крајот, кога ќе му го предаде на Бога и Отецот царството, односно кога ќе уништи секое началство, секоја власт и сила. Значи, апостол Павле вели дека на крајот, по општото воскресение на мртвите, Христос ќе му го предаде царството кому? На Бога и Отецот, на Таткото. И сега 25 стих дава повеќе објаснување, бидејќи тој треба да царува, кој треба да царува? Христос треба да царува, додека не ги стави под нозете своји сите непријатели. Овој текст се повторува и во посланието до евреите. Всушност е цитиран од Псалмот. Христос седнал одесно на Отецот, откако се вознал, и самиот Господ вели, седни од мојата десна страна, додека не ги положам сите твои непријатели под нозете твои. 26 стих вели, а како последен непријател ќе биде уништен кој? Смртта. Смртта е последен непријател. Значи, зверот антихристот и така натаму, компанијата НАТО, Европска унија и не знам какви други унии, откако сите тие ќе бидат уништени, не е ни зверот, ни антихристот, току последен непријател ќе биде смртта со самото воскресение. И потоа повторно цитатот. Зашто сите ги покори под нозете негови, а кога се вели се му е нему покорено, значи на Христа, се му е на Христа покорено. Што рекол самиот Христос пред да се вознесе на учениците, што им рекол? Матеј 28 глава 18 стих. Ми се даде секоја или секаква власт на небото и на земјата. Замислите колку славни зборови. Секоја власт на небото и на земјата е Христова. Ми се допадна една мисла, кажана од една христијанка од еврејско потекло во Соединетите американски држави на Фејсбук овие денови, како што тоа било случај во античкото минато, со вавилонските, асирските и другите цареви, Господ денес ги користи, ги употребува мокниците на новиот светски поредок, за да ја изврши својата волја. Колку интересно. Значи, ако некогаш паднеме во искушение, или се најдеме во искушение, поточно, не мора да паднеме се уште. А некој од вас тоа го доживеале. Дали ако ве бркаат од работа, дали во разни други ситуации, да помислите дека сте немокни пред земските власти, или ако ве разочарува фактот дека со светот владеат најголемите нерани мајковци, дури педофили ги нарекува Алекс Джонс отворено, сатанистиве кои што управуваат со светов, ние да не заборавиме дека на Христа му е дадена секоја власт на небото и на земјата. И забележите кој интересен стих постои во Откровението. Не е на одмет да го паметиме секогаш и него во тешки моменти. Откровение 17 глава. Шестнаести и 17 стих. Значи, Откровение 17 глава, 16 и 17 стих. Вели, а 10 рогови што ги виде над зверот, што ќе направат тие? 10 рогови. Тие ќе ја замразат блудницата, ќе ја запустат и оголат. И телото нејзино ќе го изедат, а неа самата на оган ќе ја изгорат. 10 рогови ќе го направат тоа.
Г10 ќе го направи. Како што се изрази еден проповедник. А зошто ќе го направа тоа? 17 стих. Зашто Бог им даде во срцата нивни да ја исполнат волјата Негова. Замислете, најголемите нерани мајковци на новиот светски поредок ќе ја исполнат Божијата волја. Бог е тој кој што владее со сите нив. Бог е тој кој што е над сите нив. Тој им даде во срцата нивни, значи ова е иден настан, да ја исполнат волјата Негова, прво да се договорат и да го дадат царството свое над зверот. Значи, кога ќе дојде денот, ако сте живи и здрави, кога ќе видите како целиот свет и власта на целиот свет му се предава над зверот, запаметете дека во Откровение со векови пишувало дека е тоа Божја волја, тоа да го направа. Прво, целата власт на светот, царството свое да го предадат над зверот, вели дека е тоа Божја волја, додека не се исполни Словото Божјо, а после Божја волја, кога тие самите ќе сотрат блудницата. Ќе го изгорат и ќе го изедат телото неизина. Ќе си степат самите. Како што многу често се случувало во Стариот Завет со Божите непријатели. Но само тогаш кога Израел бил верен. Да се вратиме на 1 Коринтијаните 15 глава. Значи 27 стих. Зашто сите ги покори под нозете Негови, значи под нозете Христови, а кога се вели се му е нему покорено, значи се му е на Христа покорено, очигледно е дека се изоставува оној кој му почини се. Значи, кога велиме дека на Христа се му е покорено, постои само еден исклучок, вели апостол Павле. Освен оној кој му покорил се. Освен самиот татко кој што се покорил под Христовите нозе. И сега 28 стих. Кога пак ќе му биде починето се, тогаш зашто синот ќе го врати царството што го примил назад на Бога и на Отецот, како што прочитавме во 24 стих. Кога ќе му биде починето се, сега во 28-иот, тогаш и самиот син ќе му се почини на оној кој му подчини се. Зошто? За да биде Бог се во се. Ги разбирате овие зборови? Зошто синот ќе му се покори на таткото? Бидејќи тоа е божествениот поредок. Синот не е принуден да му се покори на таткото. Цела власт се наоѓа под негови нозе. Но тој тоа ќе го направи доброволно. Зошто? Бидејќи тоа е божествениот поредок. Во Божјото царство не постои себичност. И самиот Бог е тој кој што се му покорил на Христа, под нозете Негови. И Христос ќе го направи она, како што вели еден теолог, што го прочитав на времето, пред неколку години, една многу убава мисла, она што Адам требаше да го направи на почетокот. Што требаше да направи Адам на почетокот? Кога Адам бил создаден, тој бил, како што вели Елена Вајд, создаден да биде цар на оваа планета. Бидејќи се му било покорено под нозете Негови. Сите животни, растенија, се што постои на планетата, било под власта на човекот. Тоа било Божја волја. Сега, што требало да направи човекот? Без да биде принуден, Господ се му покрил под нозете Негови, човекот требало од љубов и признание на тоа дека се што има и се што му е покорено, му е дадено од Бога,
тој требал сега сето она што го примил да го врати на Господа. И во тој чин, кога човекот сето она што го прима од Бога, му го враќа на Бога, бидејќи ние не можеме изворно ништо да му дадеме на Бога. Се што имаме од Него, ние само можеме да вратиме. Во тој чин човекот станува свештеник, бидејќи тој дарува, тој враќа, тој одново посветува на Бога. Нешто што претходно од него го примил. Што направила мајката Ана на пророкот Самуил? Прво го измолила пророкот, како нејзино чедо, значи да го роди, да има дете, а потоа што направила? Леле, што убав син имам, ќе го направам доктор. Потоа го враќа на Бога, го посветува на Бога. Од голема радост и благодарност, значи таа буквално се доведува во ситуација повторно да нема син, да го нема, бидејќи го дава во Божја служба. Не е повеќе во незиниот дом. Тоа дете ќе расте заедно во Господовиот дом, во Господовото светилиште со тогашниот првосвештеник Илија. Од благодарност, од љубов кон Бога, го враќа на Бога. И тоа е апсолутно доброволен чин. Признание дека Бог е извор на се, дека Бог треба да биде се во се. И тоа е вистинската љубов. Бог од љубов не создал и ни дал се, и ние само од љубов можеме тоа да го вратиме. При изградбата на светилиштето, дали Господ, иако бил држава, бидејќи Израел бил теократија, дали Господ пропишал данок што све треба да дадат евреите за да се изгради светилиштето? И пратил извршители да го соберат данокот? Не. Божјата заповед исклучиво гласела само од доброволните дарови. Што народот доброволно ќе даде, само такви дарови Господ ќе прими за изграда на светилиштето. Се некој ќе рече, зарем Господ да ризикувал? Се разбира, тој се знае, па не ризикувал ништо. Но, како да ризикувал, дека нема никогаш да се изгради неговиот дом, неговото светилиште, ако зависи од доброволни дарови. Но Господ само такви сакал да прими. И кој бил резултатот? Народот дал толку многу, што морало да излезе друга заповед, да се престане со давање. Во сето ова гледаме своеволна, доброволна поточно, од слободна волја, служба кон Бога. И Христос како совршен син, на крајот сето она ќе го врати на Отецот, тоа што Адам требало да го направи, да ја признае власта на Бога, но кога паднал во гревот, тој всушност чија власт ја признал? Каде отешло царството што му било дадено на Адама? Во чии раце? Апостол Павле вели, оној кој кого ќе надвладее, ќе победи, тој, вториот, победениот, на него и му робува. Човекот со падот во грев станал роб, затоа што од цар, значи од власт, станал роб, затоа што со гревот се покорил на искушувачот, се покорил на сатаната. И кој е сега кнезот на овој свет? Газдата на овој свет, царот на овој свет, кој што до крстот, како представник на овој свет наместо Адам, до крстот тој самиот одел
Дори и во господовите собранија, каде што се собирале представниците од сите светови. Сатаната се појавувал, како што ни сведочи книгата за Јов, дури и на тие собранија. Како представник на овој свет. Имал смелост да се појавува и пред Господа и пред светите ангели, како представник на овој свет, се до крстот кога бил раскренкан, разобличен и отогаш нема лице таму да се појавува. Отогаш е исфрлен, со други зборови, ограничен е и само на оваа планета. Само на овој свет. Кога човекот не би паднал во грев, дали би постоеле во овој свет полиции, суди, цареви, кралеви, влади, премиери, председатели? Дали постоеле професори, учители, доктори на науки? Но, кој би бил единствениот авторитет кој што ќе постоел во тоа време? Во меѓучовечките односи. Добро. А општо кажано, родителскиот авторитет, единствениот природен авторитет. Кој, освен Божиот, во втората плоча од законот, бидејќи Божиот е дефиниран во првата, кој е единствениот човечки авторитет? Така требаше да го поставам прашањето. Кој е единствениот човечки авторитет што ќе постоеше? Во случај никогаш да не се паднало во грев. Само родителскиот авторитет. И Адам ќе беше за сиот свет, бидејќи тој е првиот татко, првиот патриарх, првиот родоначалник. Зошто Господ, кога го создал човекот, го создал на тој начин? Машко и женско. И тие понатаму да раѓаат, да се размножуваат. Бидејќи тоа е Божиот лик. Господ сака создадените суштества, прво самите од искуство, значи не доктринално теолошки, како што е темата за тројството, туку од искуство да ја научат интимата на татко-синовскиот однос, на односот меѓу родители и деца, бидејќи само така ќе ја научат вистината за Божиот карактер. Како инаког ние ќе можеме да разбереме што значи Бог го дал својот единороден син да умре за нас. Како можел Авраам да разбере колкава е Божјата љубов, ако не му било заповедено да го жртвува својот син Исак, или по еврејски Јицак. Човекот го одразува Божиот лик на тој начин, што бил создаден самиот да биде родител, да има деца, а и самите деца да разбираат што значи родител, и да ја разбираат врската, односот помеѓу родителот и детето. Гревот донел изопачување на Божиот лик во човекот. А што тоа значи? Понатаму. Што денес имаме родители кои што не се родители, туку се човеколики мајмуни, ќе направат дете, ќе го фрлат во контейнер. Имаме деца кои што не се синови и ќерки. Туку се што? Како така. А знаете што значи зборот бараба? Варава на арамејски.
Се сеќавате? Значи, Вар, син на таткото, да. Значи, Бараба, значи татков син, Вар, Ава оче, Вар или Бар. Пример, Петар бил Симон Бар Јона, Симон син Јонин, како што го нарекува самиот Исус, значи на арамејски. Значи, Барабата значало татков син. Кога Пилат го поставил изборот, а пазите, тоа било вистински избор, не како овој Обама или Ромни. Гласате помеѓу исти ѓубриња во различни пакувања. Туку вистински избор, Христос или Варава. Варава бил татков син. Меѓутоа Исус бил вистинскиот татков син, вистинскиот Божји син. Значи, денес имаме родители кои што не се родители, имаме деца кои што не се деца. И сега, што се обидува да направи блудницата од Вавилон? Да го внесе и кај нас, на овие простори, она изопачување на семејството, кое што веќе на Запад е одамна присутно. И не би сакал сега да го спомнам со низиното вистинско име. Тоа е изопачување, но знаете на што мислам. Бидејќи кога сето тоа се случува во човековото општество, тогаш човекот го губи Божиот лик. Всушност, со гревот тој веќе загубил доста од Божиот лик, но сега, кога самиот Исус вели дека последното време ќе биде како Ноевото, и, освен како Ноевото, со уште која го споредува, зошто со Лотовото време? Затоа што последниот принципите на 21. век ќе бидат содомски и гоморски принципи, а тоа се принципите на Соединените Американски држави и Европската унија. Содомо-гоморски принципи. Со други зборови, Божиот лик е целосно разнебитен, односно сега веќе луѓето се по-ниско од мајмуни, бидејќи, сте видели вие мајмуни од ист пол да стапуваат во односи? Сте видели ли лавови, тигри од ист пол да стапуваат во односи? Значи, со гревот, човекот се изедначил со мајмунот, за да си го оправда гревот, си измислил теорија дека потекнува од мајмун, но сега, со содомо-гоморската филозофија на Европската унија и Соединетите Американски држави, сега се става на позиција да е пониско од животно, пониско од мајмун. Ке продолжиме со оваа тема следната сабота, но би сакал да го прочитам уште еднаш текстот во посланието до евреите, 3 глава, бидејќи за него ќе размислуваме, ако даде Господ и живот и здравие за 7 дена, евреите 3 глава, да се подсетиме уште еднаш на него. Имаме уште малку време. Послание до евреите, 3 глава. Почнуваме да читаме од првиот стих. Затоа, браќа свети, учесници во небесното призвание, размислете за пратеникот и првосвещеникот на нашата вера, Исус Христос, кој му беше верен на оној кој го поставил, како и Мојсей, во целиот негов дом. Зашто тој се удостои со слава, толку поголема од Мојсеевата, колку што е поголема почита што ја има оној што го изградил домот, од почита што ја има самиот дом.
Зашто секој дом се гради од некого и оној кој изградил се е Бог. И Мојсей му беше верен како слуга на целиот негов дом, за да го посведочи оно што требаше да се соопшти. Христос пак како син е верен во Божиот дом. Негов дом пак сме ние, само ако слободата и надежта со кој се фалиме, ги запазиме до крај. Тогаш го поставив прашањето во контекст на Јован 5 глава, во што била разликата помеѓу Христа и Мојсей. Христос е верен во Божиот дом како син, а Мојсей бил верен како што? Како слуга. Сега, подсетете се и на предавањата под наслов Изгубени. Дали сме синови Божии или керки, ако е од женски пол? Дали во нашиот живот интимно сме го доживеале тоа искуство? Што би рекол апостол Павле, дали во нашиот живот, во нашето срце постои Светиот Дух, кој што сведочи, кој што гласно вели, извикува Ава, Оче? Дали го имаме тој идентитет? Идентитет на принцови и принцези, синови и керки Божии, или го имаме наемничкиот дух, како што го имал постариот син во параболата? Знаете, постои еден, за жал, вистински, но иако банален случај. Брат Борче е малку повеќе запознат со него. Јас нема да откривам поголеми детали во моментов. Постои една личност која што на времето одбила да биде нарекувана принцеза, иако незиното име тоа е значи на еврејски Сара, значи принцеза. И знаете каде завршила? Дошла до таму да биде нарекувана кучка, бидејќи се пријавила да служи војска, ја пратиле во Афганистан, значи американска војска, и таму ја нарекуваа кучка и тоа е прифатлива комуникација. Дали ние сакаме да бидеме принцови или бараби, принцези или кучки? Ако сакаме, тогаш од одговорот на тоа прашање ќе зависи на кој начин му служиме на Бога. Дали како слуги или како синови и керки. А што мисле, постои разлика или не постои? Размислувате за другата сабата. Бидејќи тука и брат Ванче би сакал да споменам еден случај, кога сме кај параболата за изгубениот син. Некаде минатиот век, повторно ќе речам, слушнав една приказна, според која, не знам дали е вистината или не, иначе јас само ја слушнав, според која на почетокот на 90-тите години настанала тензија помеѓу новокрстените млади верници, на кои што и јас припаѓав тогаш, и постарите, односно, оние млади верници кои што биле родени и израснати во црква.
Наводно тензијата е направил тогашниот проповедник, кој што едните ги споредил, родените во црква ги споредил со постариот син, а овие новокрстените ги споредил со помладиот син. Меѓутоа, знаете што е тука интересно? Оно што го нагласи брат Борче, параболата не ни кажува како на крај постапиле. Поточно како на крај постапил помладиот син. Постариот син, добро, тој на почеток покажал наемнички дух, фарисејски дух, иако не ни се кажува и тој како постапил на крај. Може би се покајал од татковите зборови, меѓутоа параболата не ни кажува како постапил и помладиот син. Што ако помладиот син зошто како прво не ни кажува? Бидејќи Исус сака да го нагласи татковиот карактер. Тоа е поентата на параболата, а не е поентата да се занимаваме со синовите. Татковиот карактер бил таков, што го прифаќа одметнатиот како син, го прифаќа како син оној што во својата свест решил да биде слуга и бил свесен дека повеќе не заслужува. Но што ако тој, помладиот син, рекол: не сакам да бидам син, не сум достоен да бидам син, сакам да бидам во твојот дом и понатаму и да ти служам како еден од твоите наемници. Ние не знаеме. Затоа, никогаш да не речеме кој од двајцата синови бил подобар. Бидејќи параболата не ни кажува на крај. Не ни го кажува крајот на нив, на истите. Само ни кажува каков е татковиот карактер. Тој сака и тој ве направил, а дали верувате или не. Господ веќе ве направил преку Христа негови синови и ќерки. Дали веруваме или не? Ако веруваме, тогаш таа вера ќе влијае на нашето однесување. Ќе се однесуваме како Божји синови и ќерки. Ако не веруваме, тогаш ќе се однесуваме како робови и робинки, да не го споменам повторно на претходното. Како што се однесува големото мнозинство луѓе на овој свет. Се уште, за жал. И уште едно прашање, кој што ќе биде за размислување, конкретно прашање, во контекст на оваа тема, а кој што ќе го одговориме следната сабота. Имате двајца верници. Едниот вели вака: јас многу сакам да јадам свинско, ама затоа што законот ми забранува, не јадам. А другиот вели вака: мене се ми е дозволено, ама свинско не јадам затоа што ми се гади. Кој од нив е слуга, а кој од нив е син? Прашање за размислување. За денес толку, ќе продолжиме другата сабота, ако Господ даде живот и здравје.